Лекот ивермектин, кој со одобрение на здравствените власти почна да се увезува во земјава како терапија за лекување на COVID-19, но и превентивно веќе се применува во пракса. Имено матичните лекари велат дека најчесто го даваат на пациенти кои се во акутна фаза на болеста, ама има и случаи кога лекот го препишуваат на пациенти за превентивна употреба, со веќе претходно утврдени ризици по здравјето и можност за развивање на вирусот. Лекарската комора започнала со онлайн предавање за матичните лекари во целата земја, на кои им се дообјаснуваат протоколите за употреба на лекот ивермектин, кој се употребува за третман на болеста COVID-19. Од следната недела, како што информираат од Министерството за здравство, Лекарската комора ќе организира и дополнителни онлайн дискусии со клинички доктори за околу употребата на лекот. Во меѓувреме, здравствените власти предупредуваат лекот да не се зема на своја рака и граѓаните да не прават залихи за да биде достапен во аптеките на оние на кои навистина им е потребен. Лекот ивермектин може да се зема само со лекарски рецепт од матичен лекар или лекар специјалист кој што е лиценциран. Истиот може да се употребува во домашно и болничко лекување и да се земе превентивно, исклучиво со лекарска препорака, во случај лицето да било во контакт со COVID позитивен. Во моментов има доволни количини, но ќе има и доволно количини за пациентите на кои им е потребен овој лек. Пациентите потребно е да не го земаат на своја рака, туку исклучиво со матичен лекар или специјалист. Децидни се од Министерство за здравство. Ивермектинот не е на позитивна листа на лекови, кои потпаѓаат на товар на Фондот за здравствено осигурување. Согласно решението на Малмет, истиот лек се издава исклучиво на рецепт и се пременуваат одредбите за издавање на розов рецепт. Не треба да се прават залихи како што беше со сумамедот, за да остане лекот во аптеките за оние кои што им е потребен. Посочуваат од Лекарска комора, додавајќи дека ивермектинот не треба да се пие без консултација со доктор, зашто во комбинација со одредени други лекови може да предизвикува и несакани последици.